После неколку неделна пауза се враќаме повторно на малите екрани. Ниџо издржа 3 недели машки без трки. Со така некои кризирања, да, окей беше. Ама затоа викендов што како го издржа? оставивме зад нас ни донесе Како? премногу возбудување. Мојата приказна ќе се гледа наскоро на овој истиот канал, каде што ќе објавам, се надевам, едно видео кое што ќе биде за оние кои што не ме следат на Инстаграм, веројатно изненадување. Да, јас доживеав адреналинот на патека директно живо во прв пат во историјата моја возачка. Да возам малце Така. по нормално на патека. Супер. Викендов MotoGP го оставаме зад нас, превоз будени, ја би рекол, односно вчера ја од 2 додржав да доседам на столче додека гледав. Ме дрмаше многу пати и не знаев како да изреагирам, што да изреагирам. Ќе направиме традиција да почнеме со ја те прашувам кој ти беше хайлайт на викендот и ти почнеш тука да викаш па нема смисла се ова и слично. Ајде, ставиме на жешкото столче одма. Ниџо, кој беше според тебе хайлайт овој викенд во MotoGP надпреварот во Остин, Тексас? Ајде, двајца конкурираат за хайлайт. Дефинитивно и Вињалес и Акоста, секој на свој начин. Едниот се роди, другиот се препороди. Едниот станува веќе звезда, другиот као да си го пали повторно пламенот, нели, кој што се јасно додека возеш у Сузуки и Ямаха Вињалес. Така да стварно е тешко да се одвојат тие два феномени што се случија овој викенд. Нестандарден викенд, во секој случај, да, се слагам. Ја мислам дека треба да се договориме дека веќе нема да го анализираме Акоста како руки, како дека ова му е само трет викенд што го поминал во MotoGP, тука едноставно ќе си го сапиме како да си е тука со години, затоа што буквално така и се однесува на патеката. Тоа баш така, да, добро кажа. И се однесува и перформансите му се такви, и ставот му е таков, и ги остави колегите од КТМ кои што ги величавме до вчера, и Биндер, и Милер, и така натаму, мислам, буквално го избриша подот со нив, а конкурентите прва на спринтот пробаа да му објаснат некои работи и му објаснија, затоа па го собра тоа знаење и го употреби на трка во полн сјај. Браво. Да, неверојатно е колку зрело се однесува на патеката, мислам и во дуелите бројни што ги имаше вчера. Меѓутоа, да, пак ќе кажам, возач е, добар е, ја мислам дека може комотно да кажеме, окей, еднакво ќе го третираме како сите други возачи што ги третираме во нашиот муабет, затоа што едноставно покажа дека нели не треба да го гледаме веќе низ призмата на тоа дека е Новајлија. И тука завршува приказката. Одлична трка на Акоста. Се бори за водови, се бори за подиум и тоа е тоа. Мислам као за Пеко Бањаја да правиш муабет. Да. Као за Маркез да правиш муабет. Да, јас мислам дека беше ако не знам дали Маркез ти успееше да го задржи позади него на главната трка, иако на спринт трката покажа дека има што уште да научи дефинитивно, и би било чудно ако не научи покрај такви зверови као што се Маркез, Пеко Бањаја, Мартин и Вињалес, прогура тек така на прво место не би било нормално, ама на трката го надвозе моторот. Јас мислам дека извади многу повеќе од што може тој мотор да покаже, иако не е слаб моторот. Апсолутно, ама па знаеш како, ја прочитав изјавата негова после трка и во која што рече не паѓаме, односно не паѓам, што значи дека се уште не сум на лимитот на моторот. Сетапот на моторот е наместен како што го направивме на почеток на сезоната и не сме го чепнале. Се уште чувствувам дека има простор јас да се навикнам на него и да го напредам моето возење и техника. И вика сега 3 викенди поред со тимот работиме на мојата техника,
а не на сетапот на Страшно е мотор. тоа. Да, Што баш страшно. делува Баш, ја застрашувачки, би да се ти кажам право. замислил, мислам стварно треба човек да се запраша што правам ја у овој спорт. Ако некој до вчера што возел во друга класа и доаѓа на истиот мотор прави чуда, а ти мислиш дека до вчера си, зборувам во име на Биндер и на Милер, дека до вчера си бил некоја си звезда тука во екипата и си давал максимум и си донел спортски успеси, тоа се факти. Биндер лани ајде не победи на главна трка, ама имаше 2-3 победи на спринт трките и секогаш беше тука негде на не знам што се случува, да. Али ова што го каже доказ дека има што да очекувам и нормално е после 3 трки да биде така. Но сепак мислам дека најмногу треба фокус и заслуга за оваа трка да добие Маверик Вињалес, повратникот што би рекол ти, затоа што она што го направи викендов во Америка, во Остин, буквално ја мислам дека го немаме видено одамна. Најсериозно многу одамна. Можеби сме виделе чисти трки, чисти победи, фаворити и слично, меѓутоа да секој возач рече као стилу се е супер, све е окей, многу сме добри, ама Маверик нема шанси да го стигнеме овој викенд и да она од сам старт кажат нема теорија ние да го стигнеме. Јас се зафркава вчера во муабет со пријател, реков као стилу виде дека е досадно трката, ќе биде досадна, па на крај им попушти на почеток као реши дека ќе се падне до 10-11 место за да направи интересна трката, за да ептен не биде доминација, нели, пошто буквално по пола секунда на време. Дури и последните неколку круга кога му намали една секунда Акоста, му дадоа знак на табло дека се намалила предноста и си едноставно си даде гас онака пуна што се вика и пак си ја врати предноста назад. Мислам буквално што сакаше правеше. Не знам што се случи со него. Маркез знаеше да прави такви интересни трки, не знам, инцидент некој на почеток, па ќе падне на, не знам, некоја си долна позиција и полека ги нижеше. Роси од секогаш имаше ретко стартуваше од првите редови, секогаш знаеше полека да ги ниже противниците. Едино не знам, Лоренцо знаеше да избега на почеток на трка и никој да не го види после, затоа што така му беше стилот на возење. Ама ова што го направи Вињалес, види, имаше и Бањаја некои убави камбекови, не дека не. Меѓутоа моментот дека ти од сам старт знаеше фактот дека од сам почеток ти знаеш дека нели окей падна на 10-11 позиција и како што гледаш како вози си кажеш да окей прашање на време само кога он ќе стигне до позиција број 1. Не беше знак прашање дали ќе стигне воопшто некако, така мене ми изгледаше. Мене не ми изгледаше така од проста причина што на врвот на трката беа луѓе кои што возеа со многу високо темпо и Мартин и Маркес и Педро Акоста беше колку 4-5 круга беше на прва позиција и не им даваше баш така лесно да поминат и не бев сигурен дека ќе успее до толку брзо да ги стигне како што ги стигна Вињалес. А иначе ако ги гледаме резултатите од припремите од тренинзите, од пол позиција, несомнено тука нема никаков сомнеш дека Вињалес беше надмоќен овој викенд и дека знаеше точно што прави и кои му се потенцијалите. Затоа уствари имаше и таков настап како што имаше. Само довербата ја извлече од резултатите претходно. Вчера додека ја гледав главната трка, пошто имаше толку многу возбуда, толку многу поминување, толку многу онака динамика, нели се изменија и Маркес напред и Маркес падна и овој сега, шпанецот на прамак. Мартин беше исто тука, нели, замеша прсти, све живо и диво. И наставно во еден момент се помислив, добро, ќе успееме ли да ги прокоментираме сите овие детали? И на крај кога заврши трката, некако секам, па можеби нема да има потреба да ги коментираме сите овие детали, пошто не можам да кажам дека не беше возбудлива, тотално спротивно од тоа. Меѓутоа некако и очекувано заврши на крај. И цело време во главата ми беа некои други работи кои што беа надвор од трката, кои што за жал ги приметив и ги гледав вчера и пред почетокот на Мото3 и на паузите помеѓу Мото2 и Мото3 и на social ми се појавува некои ствари и многу повеќе ме тегнеше да коментирам
и да се плашам дека денеска ќе зборуваме многу повеќе за надвор од трката што се случуваше изминатиот период, отколку што се случуваше на самата трка и покрај тоа што беше возбудлива самата трка. Ако мислиш на преземањето на Либерти, као главна тема беше, нели, изминатиот период. Меѓу другото, да. Колку двајцата бивши возачи на Дукати се испокршија на крос тренинзи и тоа беше нека тема, ајде не толку директно врзана со MotoGP, ама сепак се уште дел од таа приказна. Да. Ама сето овие двајца што ги избориме цело време ставија сенка. Фала Богу, и така треба да биде. Ние треба да бидеме фокусирани на тоа што се случува на патеката. Тоа надвор треба да биде само некој фолклор, некој украс кој што треба да дополни, да не биде главна тема како што е у Формула 1. Ајде нема да го направиме тогаш главна тема, на крај ќе сакам да искоментирам малку за некои работи што нормално како оние старцине на Muppet Show ми смета. Меѓутоа, што уште треба да се каже за трките? Значи, трката во сабота, ако нешто плюс треба да се каже, треба да се истакне. Спомнати дека, нели, видовме Акоста дека може да биде преслушан, може да биде, нели, воспитан малце поише, да добие некаква лекција од повозрастните, кои што вика on the boys и слично. Меѓутоа, кого треба да искоментираме тука? Биндер фелна комплетно, за мене изненадувачки. Успех беше што домашниот тим влезе во подови, освоја 9-то, 10-то или 10-то, 11-то место, нешто така беше на трката, па ми се тепа од радување. Да, 9 и биде успех. Па не знам што да кажам. Успех е за нов тим, меѓутоа за возачи од калибарот на Оира не е секако успех. Раул Фернандес, јас искрено го гледав пред да дојде во MotoGP као што сега Педро Коста настапува, па што имаше таква добра сезона во двојките, кога ја зема титулата Реми Гарднер, значи 2021, ако не се лажам. Имаше неверојатен низ на победи, на добри резултати, тоа напретно. Ама се изгуби, дали прерано го пикна во MotoGP или не, нема врска, да не се фокусира на тоа. Знае американците да се фокусираат со камерата, режисерот често пати ги покажуваше и нормално домашна трка е замисли ние да имаме македонски тим. Шо нормално дека би сакали ние да биде одвоена минутажа баш на него да се покаже. Така да, ете, тоа е околу Трекхаус, околу тимот. Јасно. Што имаме друго што треба да спомнеме? Треба да спомнеме дека Джек Милер добро стартуваше на главната трка. Одлично. И после тоа традиционално би рекол се изгуби. Да. Нема него му е ќе звучи дека го хейтаме, човекот е најсимпатичните, нема врска, ни хейтање никакво, ни ништо, има покажано многу добри трки во мешовите услови, која е некојаш ни мокро, ни суво и така натаму, знае да извади чудо, ама у нормални услови се уште нема покажано дека може да извози од почеток до крај како што треба. Иначе Како во спринт трката, она што го кажа ти, го преслуша буквално Педро Акоста и као на баскет кога ќе викнеш некои млади дечки, знаеш, мало, кога ќе ги преслушаш, онака со поглед се разбираш и тука нема шанси да успее било кој. Ама баш таа карактеристика ќе го направи, мислам дека во наредната декада еден од непобедливите возачи, затоа што као Сунгер учи се и ги прима тие шамари онака стоечки. Тоа го покажа одма трката, да не се повторувам, него беше интересно. Маркес се израдува бајаги на спринт трката, покажа дека стварно многу му значело овој трансфер во Дукати, направи нешто што никој не го очекуваше. Да, сега лесно е да се збори од после, знам дека ќе напушташе Honda и така натаму, меѓутоа таков дил, таков дрим тим составен од Маркес и ХРЦ, ретко кој очекуваше прерано да се заврши. Може да после истекот на договорот, да, меѓутоа до толку не можел више да го поднесе тимот во кој му донесе такви успеси. Не тимот, него едноставно ситуацијата беше неподнослива.
А тоа го докажа оваа трка, значи Honda беше мизерија. Тажно. Тажно. Тажно за неја. Маркес имаше денеска изјава, за некој од шпански весници имаше изјава подадено дека на прашање за сумата на Квартараро што и договорот што го добил и слично, и дека он одбил таков голем договор за да отиде нели на поконкурентен мотор. И објаснувањето на Маркез беше дека Квартараро има уште многу време, уште многу години пред него и може да си дозволи луксус да отиде да остане во тимот во кој што допрва ќе треба да се очекува некаков развој и конкурентност. Ја вика сум 31 година и немам време, ако сакам да бркам некаков тип на успех, морам да бидам брз затоа што не ми останува премногу. Што во суштина пак кажува за зрелоста и за свесноста на одлуката, значи нити се пари во прашање, нити ништо, едноставно желбата за победа и желбата за конкурентност, за качување на пиедестал, која што докажа дека може да се случува. Оно што мене ми беше интересно е дека немаше доминација и веќе никој не размислува и не зборува, и особено ме радува доминација на Дукати. Особено не на GP24, кој што видовме дека неколку викенди поред не дека немаат успех, далеку од тоа, меѓутоа се далеку од доминантни и оној страв кој што го зборувавме дека Дукати ќе доминира и слично, дали Дорна го изменаџира, дали така се поклопија коцките, дали едноставно се случи тоа што се случи, нели Априлија разви Катен, го има Коста сега и го развива моторот добро. Ама мислам дека MotoGP успешно скоро и да не ја виде, а ја надмина кризата или ризикот за доминација на производител. Тестирањата кои гледаме резултатите застрашувачки делува, особено Пеко и Дукати, GP24. И ако можеме да зборуваме за некоја среќа, не е среќа, мислам дека повеќе имавме среќа ние како гледачи што го намалија притисокот на гумите. Мислам дека тоа ги измеша малце картите, затоа што моторите кои што претходно го имаа проблемот со притисокот во гумите, сега едноставно добија wildcard. А GP24 доста е можно да е креирана за повисок притисок на гуми и да едноставно таа предност од тестирањата сега па баш и се анулира на некој начин. Значи малце мислам дека се доведоа сите на исто рамниште со тоа што можат послободно да влезат во трка у поглед на притисокот на гуми, што беше ужасно правило и среќа што го промени. Тука е успехот на Дорна, што осети имаше сенс да ги слуша и фановите и самите возачи. Моја некој гледа. Како гласи сега официјално правилото, како го сменија всушност? Нели имаш некој од до Рейн? За 0,8 бари го сменија. Значи требаше да биде, сега да не треснам некоја глупост, 1, ајде да зирнеме, да прегледаме, па после да искоментираме. Ама знам дека значително е намален притисокот на предните, пошто тоа е проблемот, кај предниот пневматик, нели, тогаш се прегрева. Така да тоа им даде слобода. Има и сега и на оваа трка и друга конструкција, подсврста конструкција на гумите. Али окей, ако земеме дека Дукати GP24 е доста по-фино штелување му треба за го извади максимумот, пошто едно е тестирање, друго е секој викенд на различна стаза. Знаеме дека GP23 има веќе податоци од минатата година. Априлија сама по себе напредуваше и на припремите, уште видовме КТМ исто така доста отиде напред. Како доказ на сето ова е ужасното издание на Honda и Yamaha. Значи зборуваме за Honda која што лани Ринс победи на оваа иста патека. Значи не може да е небо и земја перформансите се различни. Ајде Yamaha е пак тука некаде, не беше сјајна ни лани. Ајде оваа година е секако слаба, ама не е толку драстично како Honda. Така да има попаметни од нас што ќе кажат вајда, ама ова некако ми има логика што го кажат. Да, во секој случај, мислам, добар потек,
креира чувство на тоа дека на вистина има жестока битка. Еве, 3 викенди помина, голем број на бодови се собра, Така. затоа што нели плюс со саботните трки, со спринтовите. И сега предноста на Мартин е во теорија голема, 21 бод или 24 бод, нешто така, меѓутоа во пракса и не е толку многу голема. Така. И она што е многу интересно е што првите 4-5 возачи ми се чини, ако не се лажам, на листата сега се сите до 25 бода, нешто така. Мислам 21 е првиот, ама постоа се на бод 2 Така е, наредени следните. И со самото сега тоа, дури нели, влезе извини, и Акоста влезе во конкуренција за титула на тоа место. Мислам дека е прерано да зборуваме за титула се уште. Сезоната е долга, многу бодови има, ама да. Добро, кога ќе направиш на почеток такви добри резултати, еланот, мотивацијата, концентрацијата е друга. Ја мислам дека тука најмногу психички притисок има Пеко. Затоа што, нели, како актуелен шампион, еве го, Бастијанини е пак пред него, значи извозе релативно подобро, дури и во 1 на 1 дуелот, нели го помина, условно речено лесно, иако не беше тоа толку многу лесно, меѓутоа беше побрз, видно побрз од него. Така да, ми се чини дека ако некој има тука притисок сериозен, дека мора да почне да испорачува и да биде конзистентен, тоа е дефинитивно Пеко. Тоа сакам да го кажем и преска, како некој резиме на викендов, ако гледаме, значи јасно е, Вињалес растори, тука нема сомнеш. Педро Акоста веќе неаме доволно зборови Шешир доле. За Педро Акоста, да не се повторуваме, да не бидеме досадни, да не вергламе ностоп за него, исто така си е заслужен херој, меѓутоа првенството, шампионатот е многу долг и ова што го направи Енеа Бастијанини конкретно и Хорхе Мартин што го направи на оваа трка, па и Пеко Бањаја, понака тивко си извозеа, Хорхе беше тука цело време напред, меѓутоа се задоволен и беше несреќен уопште со четврто место Хорхе Мартин на главната трка, подиум исто на спринт трката. Да. Си собра бодови, Енеа Бастијанини, ако му ја гледаме онаа сезона пред 2 години, 2022, која можеше со Грисини да биде во миксот за титула, онда со ваков старт, а тогаш исто така имаше релативно добар старт, па после некако се изгуби, така натаму лани нигде го немаше заради повредите и неадаптираност на новиот мотор. Мене ми е апсолутен конкурент за титула Енеа Бастијанини, покрај доминантниот Хорхе Мартин сега за сега, и Пеко Бањаја е глупо да го отпишеме уште од сега, затоа што човекот има вратено најголем дефицит, а има изгубено најголема разлика во однос на вториот. Сега да бидеме реални, и тоа го има ово кај него, ама човекот вози професорски, не правеше чуда на овој викенд, ама си отиде со полна капа бодови. Така. И Маркез се уште неприродно го вози моторот, така делува од надвор. Се уште некако се мачи онаа совршена линија, оној флоу што знаеше да го направи, особено у кота, на тие врзани свиоци. Се уште не успеваше така природно да ги извози со Дукатито, али пак во моментот на падот беше најдобро Дукати. Сега, како сакаш, сврти го. Прочита зашто се случил падот? Знаеш, како хейтерите одма сега ќе коментираат дека ете причини си наоѓа, не, мислам дека секогаш кога паднал, знаел да каже зашто паднал тачно, зашто претерал и така натаму. Така да му верувам апсолутно во тоа што го каже, и така и делуваше, промашуваше кочења, точки на кочења, го силуваше моторот кај што нему е место да го постави и така натаму, така да пази, со такво возење он беше на прва позиција кога падна сега. Така да ќе очекуваме, да. Види, дефинитивно и падот беше чуден, не беше баш нешто стандардна позиција, положба во која што така лесно паѓа мотор. Да.
Значи не беше дека моментот он се стигнал до максимум или нешто ризично влегол или нешто претерал, а се гледаше дека или нели возачка грешка или како што испадна на крај дека имал проблеми со кочницата и дека морал да се крсти за да му фати кочницата пази на што тие што би се брзини рекло. да пумпаш ти за да кочница може на да тие пукне. брзини каде што све треба да биде совршено у секунда одиграно е, не знам, ќе звучи као Не е само брзините, него они со да. маркерите им тачно се така, нив онака како точно предвидени. Ако него го промашиш малце маркерот, отиде, а не па замисли да пумпаш кочница, Да, да се да. отиде и маркер и све. Ја да не звучи дека го величам човекот, меѓутоа е глупо да му се анулира успехот заради падот, затоа што не знам, исто као што Педро Акоста извади со таков мотор, таков резултат, мене ми е исто за секоја пофалба и ова што го направи Маркес без разлика на падот. Види, она што мене ми се допаѓа сега во MotoGP и што еве полека ќе направам некоја можеби увертира во оној вториот дел од нашиот муабет што сакам да го отворам, а тоа е дека ние пак зборуваме за моторите и какви се и што се и зашто се. Меѓутоа имам чувство дека не игра улога моторот веќе. Значи ние не можеме да видиме јасна ситуација во која што еј оваа патека и лежи на Априлијата, еј оваа патека лежи на Дукати, еј оваа патека лежи на КТМ. Еспаргаро не беше толку многу конкурентен. Беше тука некаде, ама не беше во топ 5. Мислам, ни близко до топ 5, во смисол на конкурентност. Другите КТМ-ови знаеме кај завршија. Мислам, така да муабетот е дека Дукати беше измешан. Значи имаш и GP23, GP24, не дека сега нешто, нели, беа сите толку многу доминанти. И вториот прамак, за жал, прерано заврши исто така. Така да супер ми е моментот дека ги гледаме возачите и гледаме кој колку е среќен, за да знаеме happy rider, нели, good rider, мотото на Вињалес. Ама не дискутираме за тоа дека оваа е патека на Дукати или оваа е патека кај што сега КТМ може да издоминира и дека тројцата возачи на КТМ или тројца четворица колку и да возат со КТМ ќе може да направат нешто вау сега и само заради тоа што возат КТМ или Дукати, они се конкуренти на патеката. И тоа е супер за направување. Сам убаво кажа, ова особено оваа трка беше као некој си сито како филтер, знаеш, она крупното ќе се задржи, ситното ќе падне буквално. Мислам, Алекс Маркес имаше катастрофална трка, можеби Дели имаше катастрофална трка и така натаму. Да не се повторувам ти она што го кажа, апсолутно така се поставиат на крај работите. Најдобрите отидоа завршија највисоко место и тоа е тоа. Знаевме од секогаш кој е Вињалес, кој е Спаргаро, во поглед на она сирова брзина што ја има и едниот и другиот. Алеш Спаргаро е работник пред се и тој труд не може да му се занемари. Он на крај крајва ги постави темелите на тимот онако што е денес, даде и душа и се вгради во овој мотор и на крај крајва он му ја спаси кариерата на Вињалес. Нели знаеме дека се другари онака приватни, дека се дружат и он му пружи рака кога веќе како се вика, Вињалес не можеше да се носи со тоа што е Квартараро сега се носи или Маркез до лани со Хондата. Значи он имаше еден мотор кој што не го слушаше што и да направи во Ямаха додека возеше. Направи тоа што направи, си го изнуди бркањето сам, отказот си го изнуди сам. Меѓутоа, ја мислам дека немаше буквално каде да оди ако Априлија не го земеше. Не знам ни дали као тест возач ќе завршеше негде. Така да знаевме, сакам да кажам дека знаевме од секогаш дека ќе се одвојат некогаш Вињалес и Еспаргаро во поглед на перформансите, дека ако му легне моторот на Вињалес, дека ќе си покаже дека е он не случајно, оваа му беше 10-та победа, значи повеќе кратен победник во MotoGP. Ничо да го отвориме вториот дел од муабетот малце. Јас сакам малце да промрчам, најави веќе еднаш. Да, Liberty Media го купија, нели, ја купија Дорна.
Некако симптоматично и интересно, иако верувам дека не се поврзани тие работи, меѓутоа рекордниот договор за возач за 2 сезони се случи многу набрзо после тоа, во кој што многу пари потпиша Квартараро, за тим за кој што е далеко од конкурентен во моментов, одбра пари наспрема, нели, тркање, возење, барем за сега, окей. Ми се случи следно, трка во Америка, значи, окей, за тие што не знаат, Liberty Media се собствениците на F1 и на еден куп други такви некои медиумски производи, да, огромен конгломерат кој што официјално ја купи Дорна комплет, меѓутоа Дорна го задржува водството, го задржува управувањето, ги задржува, нели, контрола на правила, организација и така натаму. И сега за волја на вистината, след на околности е трка во Америка, во која што можеби за нијанса повеќе, а не повеќе него лани, имаше 300.000 глупости кои што се поврзани со возачите и со трката, а не се поврзани со самото возење и со самите мотори. На социјалните медиуми со веќе месеци и години наназад гледаме како ги малтретираат, условно речено, возачите да прават глупости, да одговарат квизови, да не знам, играат некои разни игри, се со цел да ги нели прават некаков тип на звезди кои што не дека не се, меѓутоа не се за тоа звезди. И сега некако за жал фатив еден дел пред самите трки со некој таму глоб-тротер девојка со баскет, па нешто финти правеа, па не знам што и така натаму. Па Маркез го видов како играше на церемонијата на доделување на после доделување на наградите за спринт трката и такви некои ствари. Веројатно претерувам и знам дека претерувам, ама некако ми се преклопија коцките и не сакам да го гледам тоа. Океј, забава е, шоу е, сваќам, треба луѓе пари да прават тоа, ама дај фокусирате се на тоа што знаат да го прават луѓето, не се обидувате да извлечете максимум. И многу беше интересно како кога го направија целото тоа шоу на доделување на награди. Прво траеше предолго од завршувањето на трката до доделувањето на наградите за спринт трката. Второ, како изјавите на самите возачи под влијание на целата околина, публика, концертна атмосфера и слично, комплетно се сменија. Значи немаше врска со возењето, никој не коментираше за возењето, коментираа за публиката, ми се заблагодаруваа на публиката и така натаму. Мислам што не дека е непотребно, ама знаеш дека не е тоа сршта на спортот. И ето, ми излета, си кажав едночинка, сега ќе те оставам да ви кажеш дали сум забегал или не. Знаеш, пак паралелно со формула морам да напишам, така и се поклопува, нели, Liberty Media е собственик на авторските права и за Формула 1 и така натаму. Имаше, мислам дека ги понесува атмосфера над преварувачите, таму каде што настапуваат, ако е атмосферата каква што е, нели во Америка све е циркус, така и они прифаќаат. Во Јапонија не верувам дека така би се одвивала цела таа церемонија, како што се сеќавам додека се возеше Формула 1 во Сочи во Русија, каде што господинот председател Владимир Путин им доделуваше награди и имаше језива ладна атмосфера и онака, значи као борат да го гледаш филмот. Мислам, се адаптираат и возачите, не се криви уопште тука. Јас никаква кривица не се слагам со тебе, да, него барам нека логика, ги понесува. Не ги обвинувам возачите. Кажале, вака и вака кажете, него едноставно те понесува овакво те понесува атмосферата и тоа е тоа. Види, професионалци се, цело време живеат под они се професионалци, они живеат со уклучена камера цело време. Значи, они, меѓу другото, јасно им е дека една битна бројка, за жал им е енгејџмент на социјал медија за тоа колкав договор ти ќе добиеш следен. Мислиш, пошто некој таму треба да биде уседи на состанок и вика, окей, ако го купиме, не знам, овој или тој, ќе ни донесе толку, волку, онолку. И тоа ми е мене совршено јасно, ме свекаш. Меѓутоа, прашањето е дали може да очекуваме, а ова статистика го кажеш, делумно ме утешува, малце повеќе, иако не верувам дека толку брзо ќе може да се променат работите, дали може да очекуваме повеќе вакви глупошти и на другите трки под влијание на американизацијата на MotoGP сега. Пази, јас како ги гледам работите, мислам како ја гледам Liberty Media и нивната улога
во Формула 1 тоа што го направија со Netflix, значи американците апсолутно не ги интересираше Формула 1, сега мислам дека нема некој што не знае што се случува во Формула 1, иако е тотално досадно првенство. Јас сум страшен љубител на My Формула point 1, знаеш exactly. и сам дека ми е тоа другата љубов, ама знаеш што е проблемот? Проблемот е времето во кое што живееме. Едноставно така функционира сето ова што се случува околу нас. Значи, маркетингот така функционира, медијата така функционира и американците знаат тоа да го максимално одработат, да го пожнеат и да соберат после плодови, затоа што едноставно као бугарската финта, знаеш, кога купуваш кола од Бугарија од плац, ги прашува сите колку километри има кола, ти вика 180.000, вика како бе сите имате 180.000, па такви не ги барате, знаеш. Со таа километра, значи такви ги сакате, да. Така да мислам дека и со Liberty Media таа приказ, значи тражили ете тоа е тоа. Само што сметам дека нема да биде на штета на MotoGP, затоа што спортот има е доволно интересен да не треба толку гимик да има глупошти, како што кажат. Не верувам дека ќе прават циркуси, освен тоа што кота као кота и Формула 1 имаше каубојци, индијанци, каубојки, рогови и така натаму. Значи тоа е Тексас. Не е цела Америка на крај крајава. Не, тоа секогаш се било така. Тоа не го дискутирам. Тоа е све окей. Види, знаеш каде ми е проблемот? Проблемот ми е дека ако стравот у целата оваа приказка, читав коментари по социјал и така, нормално, најгласни се најнегативните коментари и слично, ќе нема ова, ќе нема она и така, мислам, не е дека сега тоа е единствената слика. Супер. Немам ја проблем да стане популарна благодарение на Netflix, видеови на шоу и така натаму, пошто MotoGP има шоу такво. Не е толку многу популарно. Пробав да го гледам, not my style, не можев ни Drive to Survive да го гледам. Особено кога сватив дека е за минатата сезона. Да. Ми немаше поента. По моментот ми е дека ако ти успееш да правиш пари, без да биде трката интересна, без да има спорт во спортот, тогаш више губиме моментум, не сваќаш. Значи, ако и понатаму има спорт, ти прави пари, ти правиш шоу колку сакаш, нема да ми смета. Ама ако тебе ти стане секундарна или терцијална работа спортот да го зачуваш како спорт, тоа се случи со НБА, се случи со куп такви професионални лиги што ги гледаме во Америка. Тука веќе ми губи драж. Ме сваќаш, значи тука веќе ми смета да биде шоу. Ја немам ништо против шоу. Јасно ми е, сите треба да парат пари. Сето ова е заради прање пари. Ама ако ти продолжуваш да правиш пари и можеш да правиш пари без да има спорт, тука веќе ме боли. Како се вика тоа, причина и последица. Мислам дека долго време предходните собственици, сега не ми текнува како се вика пред Liberty Media, до сегашните, мене ако ме прашуваш, како? На F1 правиш мовите. Не, на F1, така собственици. На авторските права. Дорна е за правилата, има баш е шпанска фирма и таа е, небитно. Да, небитно. Значи они прво и основно го направија шпанско првенство. Сега реално да зборуваме од Карман Еспелета до сите вработени се шпанци и тоа не го крие Еспелета затоа што нормално е горд на фирмата која што го води светското првенство, работат шпанци таму. Се изгубија после излегувањето на Росија, значи тотално се изгубија медиумски, го оставија онака првенството на милост и немилост и секој појавување на Росија беше вау, што супер, да, треба Росија величина и легенда. Да. Меѓутоа не. Добро, конечно веќе не зависат од него, тоа е окей. Да, ама баш тоа покажа колку претходно носел на своји плеќи Роси од целата приказна. Значи и некако не знам дали ја имам таков впечаток, ама као отиде Роси, го заборавија, они се изгубија и сега нити Роси го комуницираат како што треба, нити нешто прават за да се случува. И да не се лажеме, секогаш тој спорт служел за некои си вакви компании, како што беше фирма пред Liberty, да ќе видиме, ќе прочитаме како се викаше, кој што на крај крајава направи огромни пари со тоа што ги продаде правата на Liberty Media. Сега секогаш било околу парите.
Да не се лажеме, секојаш било Види, глупари. Ја не викам дека тоа е лош потек за нив. Мислам, они се бизнис на крајот на крештата, ме свегаш. Живеат за да направат пари. Тоа е тоа. Мислам, се е тоа во ред. А еден индикатор беше, сега дали Чекај да беше искуцаме. Мото 3, Мото 2 трка, не знам, или не знам која трка ја гледав викендов, ама кеда беше можеби саботниот спринт. Не сум 100%. Да, изгледа беше саботниот спринт. Не ме фаќа за збор. Меѓутоа, еден детал кој што го запазив е дека првиот возач кој што не е шпанец или чекай, италијанец, За општо Што мислиш, збориме кое или место беше? за сите класи? на која позиција беше на крај на трка? Не, за овој викенд, да, мислам дека беше MotoGP спринт трката, ама не ме фаќа за збор. Мислам дека беше Мото MotoGP спринт двојките трката. Ако не беше победи, MotoGP спринт трката, Второ тоа место беше Джо Мото Робертс, 2 тоа или знам, нешто а така. за кој Значи, Мото прашање, мислам дека беше. Предпоставувам. Не, тогаш спринт Джек спринт Милер, трката, тогаш окей. спринт трката, тогаш не, Джек Милер беше пред Биндер. Значи 11-то место. Муабетот ми беше дека топ 10 возачи беа исклучиво шпанци и италијанци. Да, апропо на што го зборев претходно, значи го монополизираа малце првенството, така да мислам дека ќе се отвори со Liberty Media. Да. Сега прашањето е дали нема други добри возачи? Дали не им се дава шанса, потешко им се дава шанса? Или што е проблем? Пошто имали шампиони, имали возачи, имали се Ништо порано. не е случајно, мислам дека од се по нешто е давање на шанса можеби на шпанските и италијанските возачи нешто повеќе фаворизирање во однос на другите, може да има некаков си мал удел, ама факт е дека имаат најдобри услови во поглед на временските услови, едно од Господ дадено сонце и така натаму. Да. Влуваат во овие спортови, во мотоспортови генерално има тука и картинг и мотори. И едноставно има традиција веќе се створи. Пази, ние пред Маркес го имавме Кривие, Барос беше бразилец, ајде не беше шпанец, Сете Жиберно не беше кој знае што, меѓутоа немаше не знам какви звезди од Шпанија возачи. За разлика од италијаните секогаш ги имало, американци имаше ужасно многу со лопата да ги ринеш, сега ги нема. Да. Така да Па имаше, да. Да, и Вейн Рейни, и Кевин Ники Шварц, Хейден, или шампиони. Да, и Вейн Рейни. Кен Значи, Робертс. треба да си најде секоја земја кај себе проблемот каде лежи, нормално, ама мислам дека претераа малце шпанците пред се со монопол во гледај у двојки и у тројки се 90% шпанци се, не само MotoGP. И кај ќе завршат тие? Нормално дека у ГП. Но за да завршиме на добра нота, ќе го привршам мојот, затоа што ми истекува време на камерата, не за друго. Да. Колумбиец победи во Мото3. Да. Дечкото ја мислам дека тоа со таква леснотија извозе. Ако го занемариме Вињалес, тоа беше најдоминантната победа од викендов. Впрочем, да. Давид Алонсо. Да, дефинитивно. Да. Давид Алонсо, така се каже, да. Значи се извозе поштено, ретко се гледа такво возење во Мото3, таква доминација. Така да, ете да го завршиме на таа нота. Уште една звезда за крај од викендов, тркачки. Давид Алонсо не е шпанец, не е италијанец, звучи шпански, ама не е битно, од Колумбија е дечкото. Од Колумбија, ама ќе те сручам. Се спремаме за следен викенд. Ќе се спремаме за следен викенд. Знам, у Шпанија вози, кај може да вози не на само друго за место? возење, него и овакво вози со пасош колумбиски, иначе и он е одмешан брак, ама не битно, окей. Дечкото колку за низ се доволна е, да, доволна што е знамето колумбиско. Него многу смешен момент имаше Мото тројки. Колку што и Фабио французин. Моментот на замена на моторите измеѓу Непа и Ортола, тоа беше. Кој не го видел тоа?
со трчање да отиде да го види видеото. Леле, мислев дека отиде овој да му се пушти да го тепа, да се караат и режисерот ја тргна сцената и мислев леле овие ќе се степат, затоа го смени кадрот и постоа го даваат после така. Тоа ова ќе се врти на канали, ќе биде сигурно видео наредни децении што ќе го гледаме така да. И да го пофалиме Серджо Гарсија што дојде до првата победа. Лани му беше руки сезона во Мото двојки, сега се извозе, како што знаеше, да извози во Мото тројките и можеби малце покасно процрета као возач у двојките, меѓутоа мислам дека ќе биде сериозен конкурент за титула, особено што се докажа пак Арон Канет, знам дека ти е симпатичен, ама се докажа дека не знае да се носи баш, Киксна се испогуби. Киксна комплет. Како се викаше дечко што подпиша Алдегер, Фермин Алдегер, имаше толку добра трка со Лопес, со Алонзо Лопес, тимскиот колега, тоа беше ретко добар дуел, особено нели на тимски колеги. Двајцата се тукани да со години, овој за Дукати, овој не подпише и сега кој е бољи у приказнава, си покажа онака добар дуел беше. Мислам дека е чека и двајцата да се покажат на патека кој е кој. И најверојатно до крај на сезона они ќе гледаме некои такви слични дуели. Може ќе проба да му побрка, да му ги помрси конците, затоа што ако отиде плюси со титула во MotoGP, Алонзо Лопес не ќе изгуби шанса некоја за да го земат и него. Ќе видиме, здравје, делува се ветувачки и интересно, во секој случај оставаме зад нас одличен викенд. И се подготвуваме за оно што ни доаѓа следно. Фала на сите што издржавте до крај и се извинувам за моите рандом испливи на емоции и жалопојки, ама мораше, тешко ми беше на срце. Поздрав.